Едниот Бог и целта на животот. Замислете си ред тешки камења потпрени еден на друг. Ако секој камен се потпира на оној зад него, а и оној зад него се потпира на друг, сите камења ќе паднат. За да останат сите исправен, на крајот мора да постои нешто што не се потпира на ништо, нешто доволно мокно да држи се, нешто што стои самостојно и не зависи од ништо друго. Се во универзумот е како тие камења. Исто како што секој камен се потпира на други камења за да остане исправен, на се во универзумот му се потребни многу други нешта само за да постои. Вие зависите од воздух, вода и храна. Храната зависи од земјата, дождот и сонцето. Сонцето зависи од физичките закони. Каде и да погледнете, една работа зависи од неколку други нешта. Науката многу добро ги опишува овие врски. Ка ни кажува како една работа зависи од друга. Но таа не објаснува зошто целата линија од камења воопшто стои. Таа не дава одговор на прашањето што е доволно мокно да држи се. За да го разбереме тоа, мора да погледнеме подалеку од синџирот на зависни нешта. Мора да постои битие што држи се, но кое не се потпира и не зависи од ништо друго. Тоа битие кое ги држи сите нешта, но кое не го држи ништо друго, е она што ние го нарекуваме семокниот Бог. Целта на животот, така, семокниот Бог не создал нас и се околу нас.